И еве на една нова епизода на подкаст на Биди Свој со мене и колегата Ване Трајков. Колега, добар ден. Добар си? Одлично. Ке имаме денеска една интересна тема. Не со повеќе на женската популација. Не знам колку ќе те биде убаво или не, меѓутоа мислам дека секогаш одбираме теми кои не се разговараат или не се третираат многу во јавноста и медиумите, а тоа не е предизвик на нас. Да, ма мене ми е чудно, морам истина да... Добар ден. Добар ден. Чекај, сакав спектакуларна најава, ама ништо. Не, мене, морам тоа така добар ден, за јавноста да го види, да те прашам. Или тебе да ти кажам дека ти имаш наистина добра привилегија, односно голема привилегија, единствен си во Биди Свој, кој што по втор пат е гостин. Гостин. На наше огромно задоволство, докторе. Благодарам што се одзва на нашата покана. Првиот подкаст разговаравме повторно за една табу тема, и да ја кажеме, и мислам дека имаше многу добар интерес кај јавноста. Сака да мене ме интересира нешто. И сега има повторно интересна тема. Интересна е темата, како не? Жените и начинот на кој тие се породуваат. Дали е природно или со царски рез. Тоа е нешто што реално е проблем на секоја жена, како ќе биде, но не се дискутира јавно. И затоа јас на моје огромно задоволство пак ќе кажам, си го поканив доктор Никола Маџунков да разговараме на таа тема. Си го поканив. Јас сакам да ви се заблагодарам по втор пат, што имам прилика да учествувам. Стварно имате популарна и убава емисија, така да чест ми е да бидам тука по втор пат. Реално да, и Мери кажа дека е навистина табу тема. И како дојдам впечаток дека многу не се зборува, иако е актуелно кај сите оние родилки, дали да пристапат на царски или по природен пат. И сите тие ризици кои ги има, и сите тие последици кои ги имат, никој, барем јас така чувствувам, дека никој не разговара за тоа, а е проблем со кој се соочува секоја втора мајка, например. Вака, значи, апсолутно. Имаме еден момент кога секоја трудница, посебно кај нас во Струмица, Македонија, е преоптоварена со моментот кој ќе дојде за да се породува или последните 3-4 недели од бременоста пред породување, и тоа е главната дилема кај нив како ќе се породи. Кај нас има еден момент кој што кај трудниците создава една анксиозност од X причини. Страв од породувањето, затоа што кај нас породувањето, ако тие земат да разговарат со роднини, пријателки, другарки и сите тие работи, кај нив, ако ги прашаш како би изгледало породување, кај нив е тоа, со еден збор ќе го опишат, страшно и болно. И тука имаме еден момент кога секоја трудница која ќе слушне тие зборови, автоматски става една бариера и доаѓаме до моментот од породувањето да го направиме како нешто што е патолошки. И тука најчесто пациентките ги губаме и тие најчесто имат желба или инсистираат да се породуваат со царски рез, што реално, нели, царскиот рез не е едноставна процедура, тоа е сепак оперативна процедура, меѓутоа во Македонија поради таа анксиозност, неспремност на пациентките, мислам дека им фали многу едукација во поглед на тоа што значи природно породување, што значи царски рез. Имам пациенти кои што доаѓаат на породување и кажуваат, например, па нели царскиот рез најбезбедниот начин. Тие суштина и немат представа дека царски рез е оперативна или како што викат во Америка голема операција, major surgery. Јас од женска перспектива како и разговарам, нели, јас сум жена. Битно им е моментот дека нема тоа да го чувствуваат, нема да боли и толку. Не се запознаени ниту со последиците. Да. Што ќе се случи со бебето и со неа понатаму. За таа цел мислам дека добро е да разговараме на овој подкаст и да расчистиме која е разликата помеѓу овие два начини. И мислам дека во Македонија е застрашувачки голем број има на млади мајки кои сакаат да додат на царски рез
од собствена волја, нели? Само за тоа што Само заради тоа, затоа што имат представа дека да, вака, прво и природното породување, спонтанното породување и царскиот рез се начини на породување со кои што единствена цел е да имаме безбедно породување. Безбедност и кај бебето и кај мајката. Со тоа што представата дека породувањето природно е болно, денес тоа се многу олеснува со помош на тоа безболно породување. Ние веќе во родилна сала, кога влегуваат пациентки, последните години веќе имаме обезболување со епидурали, спинали, интравенски обезболување, така да тој момент на болно природно породување во кое што мајката има представа дека треба да влезе и тамо има, како што би кажале, се умира и тие работи од болки, тој веќе така. Тој момент веќе се намалува и се трудиме преку едукација да можеме да им помогнеме и да ги спремиме трудниците колку што може повеќе да одат на природно породување, затоа што тоа е најбезбедниот и наједноставниот и еволутивно најдобриот начин на породување. Најдобар начин затоа што има помалку компликации, компликациите се минимални, најдобро е поврзувањето на мајката со бебето, доењето започнува многу брзо и најпросто и едноставно компликациите се минимални. За разлика од царски рез, кој што е сериозно оперативна техника, каде што имаме многу повеќе ризици и оперативни и се. Така да, мислам дека кога на една трудница ќе ја објасниме дека може породувањето да биде со обезболување и дека ги нема тие болки, дека е многу подобро и за неја и за бебето, мислам дека голем дел од трудниците бираат да имат спонтанно природно породување. Ќе прашаш нешто или? Не оставаш да се разговараме. Темата ми е многу блиска, така. Не, ме слушам доктор Маџунков и ве разбрав дека вие преферирате природно породување. Така. Во најголем дел. Вака, прво мора да знаат пациентките дека царскиот рез е оперативно породување кое што е измислено доколку има компликации во природното породување. Се е во ред. Значи, и кај природното, и кај пристапот на царски рез. Вие преферирате природно да биде. И она што ми остави впечаток е дека не се доволно информирани младите мајки, и рековте има повеќе методи, не знам, некои начини на кои што го олеснувате цел тој процес. Тоа директно со родилката ќе има медицинско лице кој што помага, едуцира, едноставно го охрабрува да продолжи со тој процес. Знаете што, бидејќи некако добиваме слика ние дека родилките се оставени сами на себе по оние филмови, па можеби од искуство, па ги гледаме по холови како се движат, како пискат, нели, или вие како тоа преферирате? Вие имате и клиника или како да се подобри таа слика за тоа на сакам да ми одговори дали кај вас вие доаѓате од ваша клиника или ординација, го правите ли тоа природно? Не знам, да прашам. Ние го правиме тоа во приватни болници со кои што имаме соработка и породуваме. И природно се трудиме сите наши пациентки доколку имаат желба, нема некоја причина зошто да нема природно породување, да ги породиме природно. И тоа е, барем за мене, најубавиот дел од целата бременост. Причината зошто, например, голем дел пациентки одбираат кај нас да се породуваат природно е затоа што посветуваме многу време на едукација, посебно јас. Значи, им објаснувам што значи природно породување, што да очекуваат последните 3 недели, што значи болка, кога да ја очекуваат болката и мојата главна причина е пациентката да ја релаксирам и да ја ги дадам сите можни информации. Кој ќе ги дадеме на една пациентка сите информации, таа е запознаена, има информации, знае што ја очекува и го нема тој страф од непознатото.
Моментот кога ќе почнат болките, тие знаат да бидат интензивни и се, и кога ќе започнеме со една трудница да го водиме породувањето со епидурал, спинал, тоест безболно породување, тие се многу по и соработливи и се намалува таа нервоза, анксиозност и сите тие работи. Сака да кажете дека не е оставена сама на себе. Пациентот никогаш не смее да биде оставен сам на себе. Иако природното породување, природното породување е процес во кој што главниот актер е мајката. Нашата работа е да ние ја едуцираме, да знае што да очекува, како да очекува и да ја објасниме на мајката дека тој е долготраен процес. Значи, кога зборуваме за добри и лоши страни на природно породување и се кога би кажале што е лоша страна на природно породување е моментот што тоа е долготраен и исцрпувачки процес. Знаеш, преска спомна филмови, едукација и сите тие работи, имам чувство дека голем дел од нашите пациенти главната едукација добиваат од некои емисии, портали и сите тие во недостаток на соодветна едукација. И сега, кога ќе видиш таму на филм, например, ќе видиш породување, таму е се, балони, розево и сите тие работи, во родилна сала не е баш така. Значи, мајката сериозно го става телото на тест, на издржливост и сите тие работи и тоа е долготраен процес, некогаш може да биде од 8 до 12 часа, поминуваме со пациентката, не е предвидлив. Тоа што ги плаши на пациентите, може породувањето да почне у било кој момент, најчесто 2, 3, 4 сат наутро и тој момент кој ги прави да бидат малку нервозни и исплашени во тој дел. За разлика од царскиот рез кој што една од ретките добри страни што ги има е тоа што е предвидлив и краткотраен. Ние, например, кога сакаме некој имаме планиран царски рез кој што мајката има некоја индикација, ние го викаме или причина. Не, тоа е веќе друго нешто. Збориме кога веќе има индикација и причина, дека тоа е неопходно на некој начин. Да, но тоа доколе се случува во самиот момент, можеби таа пак може да има болки, започнува процесот на пораѓај, да кажем, вие заклучувате дека таа не може. Итен царски рез. Значи, породување кои што започнале и кога видиме дека нешто оди како што не треба, имаме проблем со бебето, имаме проблем со мајката, ни тоа го викаме дистрес на бебето, дистрес на мајката, и ако видиме дека со спонтаното породување има некој ризик по бебето или мајката, тогаш поставуваме индикација за итен царски рез и раѓањето за да биде безбедно го завршуваме со царски. А тоа е закажан царски рез, закажана царски рез. Тоа е планиран царски рез. Тоа мајката сама си бара да има царски рез породување, така? Во последно време не. Значи, планиран царски рез е измислен, тоест имаме строги индикации, тоест причини зошто го правиме. Најчесто тоа може да биде, например, последно време кај мајки кои што бебето е поставено со наопаку, како што рекат. Карлична поставеност на бебето, иако во минатото, чак и во близко минато ние породувавме многу пациентки кои што беа карлично поставени. Некогаш карличното породување може да биде толку едноставно, толку лесно и убаво за мајката, меѓутоа во меѓувреме се сменија ставовите на светско ниво и имаме сега првородка која што е со бебе карлично поставена, веднаш поставуваме индикација за оперативно породување, за царски рез. Други причини, проблеми нешто со постелката, например, постелка која што е поставена на излезот на родилните патишта на мајката, тоа е сериозна диагноза која што има многу карварење и знае да биде понекогаш и живото загрозувачка за мајката, одредени инфекции, карварења, сите тие знаат да бидат причини кои што треба ние да ги предвидиме и да кажеме да, ова мајка не може безбедно да се породи на природен начин и затоа поставуваме индикација за царски рез. Убаво го спомна моментот со разлика во генерации, како било предходно и сега. Поправете ме ако грешам, но порано единствена опција за царски рез, нели, ако нешто се искомплицира со бебето. Инаку се знаеш, остануваш бремена и ти треба да се породиш природно.
И многу, знаеш, за нас беше, ако е царски рез е нешто опасно, има а сега, на денешно време, секоја мајка трети месец бремено, она веќе си планира, ќе закажам царски рез. Што се случува? Дали сега помладите генерации се понездрави, имаме некои, не знам, здравствени повеќе проблеми има кај мајките, па не можат да го издржат тој притисок. Што се случува со тие денешни генерации? Види, Мири, јас вака го објаснувам тоа. Сега живееме во некое динамично време во кое што тој долготраен процес на породувањето некако има печаток, нити лекарот има сака, нити прво ги ставам нели од наша страна лекарите, а потоа ги ставам и мајките. Сите сакат да дојдат, се пораѓам, за пола сат имаш готов производ, едноставно така се сведот. За жал е во такво време живееме. Меѓутоа, во минатото, па и денес, на трудниците обрнувавме многу повеќе внимание во однос на тој едукативен дел за да ги спремиме. Јас пак ќе кажам, мислам дека се помалку моите колеги, па нели, тука вклучително и јас можеби, треба многу повеќе да работиме на едукација. Едукација од на секој ниво, не само во амбулантата, тука и на емисии како вашите, на разни портали во кои што ќе кажеме да, царски рез е сериозно операција во која што има многу ризици и многу компликации може да се случат. Ако, например, една пациентка прво престои во болница кај мајка породена со царски рез е некаде 4-5 дена. Со природно породување таа може другиот ден реално да си оди дома. Некаде за 2-3 часа после породување мајката е веќе способна да стане на нозе, да се грижи за себе и за бебето. Додека кај царски рез имаме интензивна нега, мајката треба да има соодветен, како се вика, и помош да има. Соодветна помош, соодветна нега и сите тие работи. Јас може да се мешам. Повели. Ето така. Те се интересира темата? Има ли опасности, вообичајно, имајќи природното и кецарскиот рез, но нешто што мене ме вака ме интересира. Кога пристапуваат при царски рез, пациентот, односно родилката, нели ќе биде под анестезија. А оваа анестезија не влијае и на плодот? Вака, мене ме стварно ме интересира, бидејќи сепак ова е цело тело. Да, операција. Вака, во минатото се користе анестезија, ние тоа го викаме општа анестезија, во која што мајката оди во целосна анестезија, значи спие, се става соодветно, ние го викаме тубус или цевче со кое што се одржува додека спие дишењето и сите тие работи за да може да функционира. Сега, искрено кажано, сите можни компликации кои што можат да се случат во тек на породување и царски рез не се случуваат со таа анестезија. Затоа во денешно време ние имаме, например, се повеќе. Мислам, процентот на општа анестезија веќе го сведи колегите на анестезиолози некаде на 1 до 2%. Сега имаме тоа што се вика регионална анестезија, во која што мајката е обезболена од половината надолу. Значи таа е свесна, нормално си функционира, си диша, разговара со нас додека го правиме операцијата и тоа е многу побезбедно. Но пак е плод, пак е клиента да кажа, пак е локално да е сега. Тоа е сведено на минимум сега. Нели, мора реално да кажувам затоа што нели во општа анестезија имаме ризик по плодот и мора колку што може побрзо да го бебето извадиме, породиме и се. Меѓутоа со регионалната анестезија тоа ни се олеснува и бебињата ни се знаете како после породување секој бебе го оценуваме, педијатрот си го оценува. Добиваме многу подобри апгар скорови после породување. Меѓутоа таа анестезија што ја користиме за царски рез сега регионално обезболување, користиме веќе и во родилна сала кај природно породување. Ние ставаме епидурал во која што мајката не чувствува ништо од половина, ги нема тие болки, а раѓањето повторно се зашто преферира породилно, природно. Не, многу е поедноставно. Ве разбирам, докторе. Сакам малку и попрактично.
родилка, пациентка ваша доаѓа и вие претпоставаме го следите тој цел процес. Претпоставам дека е подготвувате за тој чин, тој процес на породување. Кои се оние аргументи? Како не убедувате? Доставно решене, сакам нели она што пред малку Мери го кажа. Да, сакам да прашам. Ако по секоја цена сака царски рез. Да бидам. И сега вие настапувате, преферирате природно. Ова би сакал да ви го поставам бидејќи сум читал сега колку е точно, колку не, дека врската помеѓу мајка и дете, она кој што се породила по природен начин, е многу посилна за разлика она со царски рез. Не знам дали колку е точно. Спомна на почетокот докторот дека како ви, кои ви се вашите аргументи? Еве, Мери, пошто е женско, јас сум машко, дојди вели јас планирам царски рез. И вие сега треба не да убедите, него да едуцирате, информирате дека ова е подобриот начин. Вака, тоа ќе го кажа. У суштина кај мене во амбуланта кога доаѓа моментот за породување, не е само мајката. Секојаш и таткото. Јас тоа многу го почитувам, затоа што породувањето прашањето што ти беше така. Породувањето е момент на двајцата родители. И убаво е кога пред неколку дена имавме породување природно и таткото беше присутен во родилна сала и мене искрено не му стана. Не му стана затоа што беше припремен и нив ги припремаме да знаете. Меѓутоа кога имаме пациентка сега дојде испаничена, прво нели правиме проценка да видиме зошто е испаничена, како е испаничена, која е причината, дали имало некоја реална причина зошто сака царски рез, дали имал некој лошо искуство со претходна бременност или нешто некој е испаничил, слушнал. Ако нема причина, јас искрено најчесто им објаснувам, многу им објаснувам. Сега, голем дел, искрено, во голем дел им објаснувам дека може да оди природно породување, не гледам причина, ќе ги спремиме и сите тие работи. Меѓутоа има еден мал дел кои што пациентки, кои што јас ги викам психолошки веќе не ни се спремни и ако почнеме, ако инсистираме кај таква мајка да раѓањето по секоја цена го завршиме природно, ќе имаме само контраефект. Тоа е, знаеш како, ќе започнеме природно и во еден момент ќе се откаже и мајката, и лекарот, и бебето, и на крај имаме тие итни царски резови кои што никој не ги сака, кои што се во брзање. Меѓутоа, идејата е кога, барем јас така им викам на моите пациентки, ако ние решиме, мајка, реши, природно да раѓа, ја мислам дека 90% сите ќе родат. Проблем е како тоа ќе им го објасниме. Значи како, во мојата амбуланта, нели, ќе разговараме, ќе дискутираме сите недоумици, ќе ги расчистиме, сите стравови ќе ги расчистиме, проблемот кој ќе излезе од амбуланта. И првиот човек што ќе го сретне и ќе каже: знаеш јас како се раѓав, колку болеш. И тука пак оди не се мачи. Вие мора да бидете психолози. Така. Може да се го постави прашањето за одлука. Затоа ни треба, нели, кога е со партнерот, со таткото, кога го правиме тоа, и он има влијание на тоа. Одговор на моето прашање беше, колегата пред камерите, пред да почне снимањето, ми каже: "Шо има тоа да го прашаш? Колку таткото влијае на одлуката дали ќе биде природен пораѓај или царски рез? И дали таткото може да одлучи, дали може тој да одлучи како ќе се породи неговата жена?" Каква пракса имате во тоа? Кај мене пациентките скоро сите, мислам, скоро сите доаѓаат со своите партнери, со татковците. Значи, јас бременоста ја гледам како момент, јас викам, и мајката и таткото се бремени. Сите заедно учествуваат. Кога дискутираме, например, јас сум сигурен дека одлуката како ќе оди породувањето и се, тоа е заедничка одлука и на мајката и на таткото. Меѓутоа, апсолутно сум против таткото да инсистира и да прави притисок на мајка како ќе се породи. Тука е тоа многу различно. Кога одлуката е заедничка, нема причина за или против, тоа е во ред. Меѓутоа, да инсистира, сме имали такви случаи, искрено да ти кажам. Знаеш како, доктор, не да инсистира, ама како што спомнавме, ако е цело време присутен во текот на бременоста и знае дека ќе ја ослободи, ќе го намали притисокот кај неа и ако работи со неа, може
може Знаеш, на крајот да си ја точно најмногу го сакам кај природното породување. Природното породување, ви кажав, тоа е тежок, исцрпувачки, долготраен процес и обично новите ставови светски, посебно кај скандинавските земји, е раѓањето да го направиме што поприродно. Тие веќе го враќаат одредени број на породување, ги прават и во домашни услови. Сега, ние во Македонија реално не има, го има на социјалните мрежи, јас го гледам. Да. Има специјални акушерки кои што ги бабици, кои што се припремени само работат во домашни услови. Меѓутоа тоа е за некоја високо развиена западна држава како скандинавски. Значи дека не се знае како ќе оди тој цел процес, така да може и може, ама тие се обучени да знаат да препознаат во кој момент треба пациентката да се префрли во болница. Меѓутоа тоа во наши услови реално не да, и сметам дека не е изводливо. Мисли е тоа, докторе, дека нели на природно пораѓање всушност бабиците се тие кои го вршат целиот процес, а докторот само, како да кажам, е присутен. Докторот е присутен на природно породување само да се осигури дека се тече како што треба. Се друго го прави прво. Јас сум тука само да ја контролирам ситуацијата, да ја кажам на мајката која ќе изгуби сила, да ја дадеш подршка и сите тие работи. Мајката реаѓа, бабицата контролира и се. Доколку нешто сериозно тргне наопаку, точно. Наопаку, тогаш настапува лекарот. Јас, знаеш како порано се... До крај си... Цело време си присутен. Меѓутоа, акушерката, бабицата е таа која што реално го води породувањето. Освен во некои случаи, ако имаме, например, некоја неискусна сестра или акушерка која што е присутна, тогаш го презиваме ние. Меѓутоа, убавината на природното породување е тоа што лекарот само контролира. Јас знаеш како го викав порано тоа, кога лекарките влезе во родилна стала, гарант ке раѓањето ќе тргне наопаку. Знаеш како лекарите го имаат тој синдром дека ќе влезе, ќе спаси ситуацијата, а кај природното породување имаше еден момент кој што тој најприроден начин. Сам тече. Да. Добро, ма рековте дека и помагате постојано едуцирате, дека се дават одредени некои не знам, ти стручно ги кажа пред едно 10-15 минути дека се дава нешто во тој цел процес да се одржат тие. Даваме лекарства, постојано даваме. Но она што би сакал да попрецизирам или да ми го кажеш, јас тоа го имам прочитано некаде, сигурно вака аналитички не сум го простудирал. Од каде тој заклучок дека е посилна врската на мајка кој што по природен пат си има породено со новороденчето, за разлика од царскиот рез. Мислам, дали заради тој процес, не знам од каде, и вие го спомнувате. Во природно породување, мајката е активен учесник во породувањето. Значи, таа е свесна за болките, за контракциите, моментот кога ќе дојде тоа моментот на излегување на бебето, таа активно соработува со нас. Значи, јас ја припремам и кажувам кога не го викаме тоа напнување, како да излезе бебето. Значи, ние имаме еден активен учесник. Јас на сите мои пациенти им кажувам, мајката раѓа, ние само помагаме и ние сме тука да контролираме. Додека кај царскиот рез, тоа е операција во која што нели мајката е во анестезија или обезболена и лекарот е тој што го прави породувањето. Значи тоа е операција. Сечеме стомахот, сечеме матка и бебето го вадиме од стомак. Мајката не го доживува. Од друга страна, кога ќе имаме породување, првиот момент кој што ние го правиме со бебето е да го ставиме на контакт кожа со кожа. Тој момент кој што мислам дека најубавиот момент од целото породување после сите тие сати поминати во родилна сала и кога мајката ќе го гушне и јако исцрпена, нема мајка која не е среќна и насмеена. И тој момент кој што ја прави врската посилна, не викам дека со царски рез мајките не се поврзани со децата. Меѓутоа, кај природните породувања многу е поголема врската меѓу... Не џабе вика, колку се мачи за тебе сине. А ти после нема да. Од друга страна, за мене и доењето е тука голем фактор. Кај мајка која што се породува природно, доењето започнува многу побрзо.
Тие мајки многу ретко се откажуваат од доење. Доењето е сериозно еден од за мене најбитните моменти во борбата против денешните проблеми кај децата со алергии, со дишни проблеми и сите тие работи. Затоа што преку мајчиното млеко се добиваат тие првични имуноглобулини и сите потребни хранливи работи кои што им требаат на децата и на бебињата. Што значи дека колку порано, мислам, не порано. Не, веднаш го дава да, ама сакам да кажеме дека царски рез, замисли, да не е свесно. Сега имаме и помодарство дека секој пак сакаме да бидеме и доењето ќе биде некаде 2-3 месеци, пак ќе се премине на таа вештачка храна. Мислам дека доењето е стварно клучен сегмент. И тоа што најмногу, нели, никој не ме сваќа дури од како ќе се породат. За мене и бременоста и породувањето е не толку тежок момент за мајката колку што е доењето. Доењето е сериозна посветеност на една мајка. И јас мислам дека од целиот тој процес најтежок момент. Но тоа го сваќаат мајките од кога ќе го доживеат. Види, доењето е сериозна посветеност на една мајка кон здравјето на своето дете. Доењето има прво проблеми од кога прво да надојде млеко, па од кога ќе надојде, имат проблеми мајките. Сериозно е тешко и голема посветеност. Така е таа посветеност на мајката. Како викаме, не се успеала 2 месеци од кога се роди. Значи таа е таа пожртвуваност на мајките. И јас пак ќе кажам сега тие млади мајки, точно е мислам, како насушно ни е потребна таа едукација, за да знаеме дека секој што останува бремен, на што се треба да биде подготвен. За жал не се свесни младите за тоа. Едноставно, ајде бремени сме, свадбата и царски рез. Плодот да видиме како се движи, предпоставам некако кога студим, сега не сум јас гинеколог, далеко од тоа и моето време помина многу подамна, свое време се одеше, да видиме како е плодот. Во твое време како беше? Не се разговараше со царски рез уште на почетокот? Не се разговара, значи во минатото стануваш бремен, дојде момент на породување, си оди жената на породување, се пораѓа и нема. И тогаш се дискутира како ќе се породи. Прочитав информација 2015, мислам дека беше објавено, дека има донесено како протокол Министерство за здравство за царски рез да се прави на мајка родилка единствено под со одлука на доктор или доколку се утврдат некои сериозни индикации. Па нели има тука разни коментари што со правото на жената, така е правото на мајката овде. Какво е твоето мислење и дали се почитува тој протокол? Ние имаме во секоја хируршка процедура, ние го викаме протокол и индикација. Индикација значи причина зашто би направиле еден царски рез. Зашто ти кажат, нели, породување со царски рез е сериозна операција со многу компликации и ризици по здравјето на бебето. И како таква по бебето и по мајката. И како таква ние мораме да имаме соодветна причина зашто го правиме тоа. Затоа имаме Министерство за здравство, ни има извадено протоколи и упатства како ние да постапуваме. Сега, знаете како, секогаш има еден момент, што го викаме сива зона, ние го викаме проширена индикација. И тука е тој момент кој што многу се злоупотребува во Македонија, затоа имаме ја би кажал, се удоволува на мајката без да се доволно објасне, никој нема време да објасни, да работи со трудниците, со пациентките и сите тие работи. Затоа што пак ќе кажам, царскиот рез е наједноставно за лекарот. За 45 минути породување ни трае некаде 15 минути да го извадиме, да го породиме бебето и уште 30 до 45 минути да ги сушиеме сите слоеви што ни треба. За разлика од породување природно, кој трае 8-12 сати и ти цело време мора да бидеш присутен со пациентката. Така да, тие протоколи се измислени и јасно нагласени дури на светско ниво. Разликата е тоа што во Македонија малку ние отстапуваме од тие упатства, протоколи, затоа имаме тој висок процент на царски резови, имаме некаде центри каде што имаме над 50-60, што е
неприфатливо. Без разлика дали е државна или приватно. Сите се да, имаме висок. Знаете кога сватив дека имаме сериозен проблем? Кога пациентки кои што се породени со царски рез, со прво бебе во Македонија, кои дојдат во, сега имаме многу млади кои се иселија. Второто бебе, третото бебе, го раѓаат природно после царски рез во Швајцарија, во Германија. Зошто е тоа така? Затоа што таму нема желба на пациентката. Ако е се во ред, раѓањето си тече. Ако мајката треба да биде во болница и да раѓа 24 часа, 48 часа, таа раѓа. Како што беше своевремено овде во како што беше во Струмица, ама ја нема таа анксиозност, ќе се јави тој, ќе се јави оној, што бидна со дока е жената, едноставно мајката оди во болница и раѓа. Се осеќа безбедно, има луѓе кои што работат со нејзин, не мора да значи дека ако лекарот не е присутен, дека мајката не е под контрола. Например, имаме центри, една пациентка ми каже кај беше во Англија, да се породев со 2-3 деца, лекар не видов. Цело време раѓањето беше под контрола на акушерката и тие знаат дека во случај нешто, ако сериозно има проблеми, лекарот е тука, од другата страна. Се прави проценка. Кај нас пациентките од тој страв дека ако лекарот не е тука, нешто сериозно не е во ред. Имаме проблем со тој момент што пациентките ни се исплашени. А тоа секогаш, барем јас го поврзувам со таа недоволна работа со нив, објаснување, едукации и сите тие работи. И кој е лекот за тоа? Тоа е лекот. Тоа е лекот. Разговараме, повеќе разговор, едукација, да отвореност да се разговара. За разговара. филмовите да се вратиме. Чекай, може ли пред филмовите зачна нешто што и лично мене ме интересира, велиш со тие родилките кои што биле овде првото со царски рез, па отишле во Швајцарија дека таму природно се породиле. Постои мит овде, барем така, јас не сум компетентен дека ако е првото со царски рез, дека и второто мора да биде царски рез. Вистина тоа или не знам. Вака, имаме и за тоа имаме протоколи за породување кај мајка после прв царски рез. Обично секогаш главното прашање кај нас, барем на мене како лекар, е зошто која е причината за првиот царски рез. Ако било некој сериозен проблем од тие индикациите што претходно ги наведовме, значи јас мора да разговарам со пациентката за да можам да предвидам дали и второто породување би било со царски рез. Меѓутоа, лекарите во западните земји, Швајцарија, Германија, ако видат дека мајката има царски рез направено заради, ајде да кажем, зашто била исплашена или било што ти го водат едноставно имала желба да се породи со царски рез. Така. Ти го водат природно породувањето и имаат сериозно висок процент на успех. Че не важи митот. Не, мислам за тоа има протоколи, Ване, ама битно е, чим видиме еднаш индикациите се едно. Исклучуваме индикациите бидејќи тоа е и уште една лоша страна на царските резови што пациентка породена со царски рез првиот пат, голем е процентот на породување, второто породување да биде пак со царски рез. Додека првото, ако е природно, секој наредно породување се полесно и полесно. Второто, третото век се ретко имаме трето породување, меѓутоа второто породување е многу полесно. Сакате да кажете не се раѓаат многу трети деца? Па да. Тоа е факт. Тоа е факт. Тоа е факт веќе. Јас имам чувство ама имам чувство некако тука, барем во Струмица, гледам младите и има некоја тенденција за трето дете. Тоа беше мерката за времето на... Немој да ми кажеш дека заради парите. Па да, имаше и такви, па ви сега, ако не се залажуваме, види се, имаме сериозен пат, статистички имаме сериозен пат. За 20 години имаме скоро 50% намалување на породувањата. Бројот на второ, на трето, четврто дете веќе се поретко и поретко, така да и тоа е еден проблем на кој што треба сите заедно да работиме. Да, порано има 7 деца, 6 деца. И како сите тие се изгледале здрави, прави, а сега ние се плашиме во момент како јас ќе родам дете, немам пари. И знаеш, моментот немам пари.
2 деца, како ќе ги изгледам, немам пари, па за трето не ни станува Мора да се збор. планира и семејството, да не се Различно заложуваме, тоа сега, мора да се сега планира мери семејството. веројатно јас пак ќе го поврзам тоа со начинот на живот, подинамично. Младите прво започнуваат, нели, сакат и факултет да завршат и кариера да почнат, па потоа планираат семејство и деца. И жената Така кариера си гради прво, Точно. па потоа Па сака да биде мајка. потоа размислуваат на се други. зголемува ли ризикот, нели, кажуваат, ако си по-стара, Да, се зголема. по-стара, леле. По-возрастна е. Повозрастна. Дете, по-младите девојчиња полесно ги По-лесно, опомнуваат. да, помину. Ако имаш 40 години, тука ќе можеш да видиш царски рез, нема ти спас, нели? Колку Да, години видиш, Мери? Има... Доволно сум возрастна. Високи проценти. Да, Колку има ризик. мајката ни е по-возрастна, толку по-често се одлучуваме продувањето да го завршиме со царски рез. Годините тоа влијат, самите влијаат. години си го прават тоа или? Годините си го прават тоа. Аха, добро, да не размислуваме за трето дете. Не знаеш да стварно дали е така, Да, дали причините се има сериозен ризик. Вид Годините, вака, сега ќе ви кажам, точно имав една професорка на факултет и после на специализација, таа беше детска ендокринологија, се занимаваше на клиника за гинекологија и акушерство и таа ностоп ни објаснуваше дека жената има репродуктивен период кога е најбезбедно и кога репродукцијата биолошки и еволутивно треба да заврши. Сега, ние тоа што го зборевме со модерниот начин на живот, тој биоритам го поместивме. Ако порано жените, мајките ни раѓаа некаде од 20 до 30 години, сега имам висок процент, дури после 30 почнуваат. И сето тоа предонесува до начинот на породување и како ќе се одвива бременоста и колку ќе бидат анксиозни, исплашени, вознемирени од тек на бременоста, така да се има влијание. Се има влијание. Многу ме интересира за татковците, како да си прашам уште нешто. Интересен момент ми е Знаете како? Каква улога Јас има искрено таткото во голема се улога, тоа? голема улога. Јас, например, многу сакам прво кога доаѓаат татковците и во тек на бременоста и на прегледи и се, а посебно кога ќе дојдат на самото породување. Ако е царски рез, нормално, не можеме да внесеме во сала, затоа што таму е стерилни услови и сите тие работи, меѓутоа, кај природното породување, поддршката на таткото е огромна. Посебно, например, ако, моите пациентки, ако одиме на породување... Пациентите добиваат поддршка. Да. Пациентите добиваат поддршка, а на таткото сигурно не му е лесно. Сигурно не. Тој мора да биде најсилен, мора да биде. Зошто секој втор, трет татко, лошо ми стана. Имаме момент кога, например, мајката оди во центар каде што никој не знае. И нормално, исплашена, слушала разни муабети и сите тие приказни. И ако нема човек кој што е познат, близо, кој што ќе биде поддршка, тој момент кога пациентките почнуваат со стравовите, чак и прагот на болка тогаш се... Да, друго чувството кога некој до тебе и иако со маш, има ако знам многу дека некој значење. А тоа е искрено повеќе ние го сметаме како шала. Имало случаи кога татковци ни се унесвестуваат и сите тие работи, не е лесно да бидеш... Што не е лесно да гледаш? Да бидеш во родилна Мај, сала. мачи се само да те видат. И знаеш, тоа е моментот Може кога... били ќе гледаш, мислам, ти атмосферата. Мада да знаете, Атмосфера, таткото никогаш не го гледа самиот чин на посебно породување. кога Тој се стои позади, дава поддршка и сите... сите... Мајката што ја доживува, да знае да ја цени повеќе маката. Точно. Тоа што викаме, гледаш колку се мачев јас за... Јас пак ќе кажам, значи, породувањето, бременоста, тоа е заедничка обврска и работа на цела фамилија, на мајката и на таткото. Да. Докторе, не спомнавме последици по самото бебе. Ми кажавте дека има многу повеќе, но не ги начнавме некако тие последици. Кои последици од што?
Па цело време спомнуваме последици од после природното или од царскиот рез? Од царскиот рез имаме повеќе, нели, последици по бебето. Што? Многу често сега слушаме. Немаме. Јас дека го рече дека е опасен е процесот на царскиот рез, не е така лесно како што се мисли дека е, а не дека ќе има последици таму. Немаме последици по бебето, да, нема. Значи породувањето со царски рез е брзо, во интерес на бебето, кажав и претходно, го породуваме, го вадиме некаде за 15 минути, така да тој дел околу бебето се случува. Има разни, нели, проблеми кои што можат да случат, меѓутоа тие се минимални и не би требало да ги оптеретуваме пациентите со тоа. Да, нашки, тоа не е измачено бебе. Тоа не е измачено бебе, а природно пораѓање тоа е измачено бебе. Па не, така, бебето така не. се кажува и жените на бебето е измачено. Нема тука мачење или се едноставно, ако се оди како што треба, кај природното породување имаме бебиња кои што се стварно убави. Ние, знаеш како, во истиот момент сега, сите сакаме, имаме мајки кои што раѓа еднаш, два пати, сите сакаме да имаме 100% успех во било која интервенција, чак и во породувањето. Во првиот знак, неамбициозни мајки, знаете како, ниеден лекар не може да си дозволи ниту сака нешто да имаме проблем да се случи во тек на породување или било која интервенција, нити на мајката, нити на бебето. Така да, во првиот момент кога ќе види дека природното породување имаме некои знаци дека на бебето нешто има проблем, дека го имаме тој момент на фетал дистрес, на бебето не му е добро, значи веднаш поставува индикација за да бебето се породи со царски рез, го вадиме треко за 10-15 минути, така да во однос на бебето царскиот рез нема некои последици, со тоа што, нели, главниот проблем кај децата со породени со царски рез е тоа што мајките касно почнуваат со процесот на доењето. Знаете како, и касно ќе почне, ама и кога ќе започне, заради положба, положбата на доење, заради лузнато царски рез, не може да се заврши, има болки и сите работи, и многу лесно се откажуваат од доење. Значи, потоа следуваат и... Добро, сега, значи, сега, нели ова ми го рече дека нели локално или регионално, како кажа, анестезија, па своевремено кога беше по целосна анестезија, знам дека мајката после, ајде не кажам пола час отколку бебето се разводи и тоа. Па мајката после и уште во како се вика, бебето нема таа врска. Да, не ми дозволи да се прашам за филмовите што гледам. Не, јас би сакал дај филмовите ќе има многу често гледаме такви обуки, мајките, нели, кои се бремени, одат заедно со татковците на некои семинари, обуки, па не знам, вежби, па тоа. Дали се практикува тоа кај нас? Искрено не или многу малку. И дали тоа навистина има ефект? Има огромен ефект. Ги учат како да дишат, како да се обучуваат. Од страна изгледа можеби смешно, ама на мајките и на татковците сериозно тоа им помага. Знаете како, пациентка кој што е информиран, таа не се плаши ништо. Знае што да очекува, што следува и сите тие работи. Ние имаме проблем што заборавивме трудниците и мајките да работиме со нив и да ги припремаме за процесот на породување. И затоа имаме се повеќе мајки кои што се исплашени, имат страв од бременоста, уште поголем страв од породувањето, и тоа е тој момент на кој што треба да работиме. Пред викендов сега имавме во организација на колеги, прв пат организира, го нарекува бебе симпозиум. И тоа беше група на предавања, меѓу кои што се собравме гинеколози, педиатри, анестезиолози, во кои што искрено зборувавме кратки предавања насочени кон пациенти. Ние обично правиме конгреси, семинари, меѓу себе дискутираме за некои протоколи и болести. Меѓутоа сега овој симпозиум беше насочен кон едукација на мајките. И сметам дека во иднина треба колку што може повеќе да имаме такви семинари, такви емисии како вашата, на портали, на интернет, да биде се поприсутно, кои да се разговара отворено дека
Царскиот рез, породување со царски рез е сепак операција за која треба да има сериозна причина, сериозна индикација и дека има нормално многу повеќе ризици по мајката и една лузна, например, останува за цел живот. Така, нека биде тоа апел до младите мајки, малце повеќе да се едуцираат и да се информираат. Јас се претпоставувам дека секој еден кој ќе се јави до кај вас ќе биде и ислушан и ќе му се даде совети се. И морам да кажам, не знам, можеби некоја случајност беше, синок ќе гледа филм, се викаше Породилни болки. Јас викам, гледај, таа сега со бремени, но беше за една продукцијска куќа. Си го изгледа, да. Случајност беше тоа, но моментот зошто мајките прво покажуваа одбивност кон сите книги за бременост, затоа што се беше фино прикажано. Една од продуцентките издаде книга и каде реално беше опишано со сите болки, со сите трауми, со се што се случува во книгата, и таа беше најмногу продавана и најмногу читана книга. Значи мора реалноста да ја видат и баш имаше мислење нели од читатели понатамо, да кога ќе се соочиме со реалноста, голем процент од мајките ќе ја прифатат и ќе се решат на тој чекор. Болно е, но убаво е. Ќе ги знаат последиците. На сите им кажувам, во родилна сала ништо не е розово. Во моментот на породување, значи мачно е, болно е, има страв, меѓутоа на крај се завршува убаво и тоа е најприродниот процес што може да постои. Еволутивно целата еволуција на човекот се базира на тоа природно породување. Точно. Да. Колегата има напишано цел еден. Не. Забележувам вака да не ги изумам од и јас веќе годинки сум си. Вака сега, сакам уште неколку прашања, претпоставам дека сме при крај. Ако евентуално имате индикации за дека постои опасност, не во целост, а мајката инсистира на породилно породување. Мислиш природно ли? Да, природно породување, имате индикации дека можно е нешто, мислам сега, не до тешки. Дали би се, мислам, дали која е постапката? Она сака на природен начин да се породи, а сепак постојат некои одредени благи индикации дека можно е да... Нема, тоа неискрено кога ќе кажеме дека породувањето мора да го завршиме со царски рез, тоа искрено и го кажувам на пациентки, тука веќе не дискутираме затоа што станува збор за, тоест во интерес на мајката. Безбедноста на мајката. Безбедноста на мајката. И тука веќе не... Ајде неколку прашања како доктор Маџунков, гинеколог, акушер. Велите, целиот процес е мачно и болно. Сега тоа е некаде породилното трае, тој процес кога влегување во сала, дали ќе со татко или без татко. Вие сте таму. Да. Што им велите на родилките? Како ги охрабрувате? Освен ова, тегни турка и... И дали не сум бил. Уште момент само на тоа. И дали воопшто ве слушаат родилките кога не зборувате? Не се узимаш прашањето сега. Па женско, знам дека не слуша. Не џабе сум пишал тука јас. Сакам да слушам што им велите на, мислам, вака. Породувањето во родилна сала тоа е активен процес. И цело време и кажуваш, разговараш на пациентката што се случува во моментот. Ако ги каже наредни 5 минути ќе дишиме, дишат. Значи, до сега не сум имал пациентка во родилна сала која ќе ја објасниме на смирен, на убав начин, која што не ме послушала. Единствено ги губиме пациентката кога ќе фати паника. И ако не можеме да ја смириме во тој момент, тога сме целото породување веќе ќе ни тргне наопаку. Меѓутоа, најголем, ајде да не кажам сите, најголем дел од пациентките, кога ќе им објаснам, кога ќе им кажеме што следува, како се сите слушаат и активно учествуваат во породувањето. Тоа ве разбирам, ама нели вие знаете дека ќе биде син или керкичка, па викате каков lepоtanki излезен. Де кажете ми ги овие зборови, не знам што зборувате. Сериозно, бидејќи ова вие ќе подготвувате, што им велите на родилките таму? Тоа што кажа Мери, нели че лично не користам така, ќе го видиш, не користам тие фрази, тие термини, меѓутоа им давам апсолутна поддршка на мајките за се да помине како што треба.
Не викате, мале, каква кефка, како тебе лепотица ќе биде. Ако е таткото таму, јас мислам, Тоа обично акушерките ни го прават. а јас сум убедена дека ако е таткото таму, мајката повеќе на него урла, заради тебе тука, кавди се има. Така да... Не, мислам, видите, точно дека тој процес е мачен болен, но во секој случај многу е убавината пред секога ќе имаме некој нов плод. И апел да биде до секој да не инсистират на царски рез. Да, околу плодовите, нели бебињата. Ако има млизнаци, што правиме? Мислам, дали повторно претерирате природно, еве тројка ако има? Не, тројката е индикација за царски рез, за породување со царски рез, затоа што може да настанат многу компликации. Близнаците зависат од поставеност, како се поставени. И искрено во минатото сме породувале многу близнаци кои што супер поминувале и сите тие работи. И сега, тоа што ви кажав, ставовите многу се менуваат. И имаме, например, се повеќе близнаци кои што директно одат на породување со царски рез. И тука веќе и во светските протоколи ставено, не само кај нас во Македонија, дека близначка бременост, породување оди со царски рез. Меѓутоа, имаме случаеви кога, например, втора бременост, со близначка бременост, убаво поставени близнаци, раѓањето помина најлесно, најубаво и наједноставно. И имаме супер, и близнаци, и мајката задоволна. Тоа се поредко. Не, затоа сакав близначката бременост, посебно тројка, тоа веќе оди на со царски. Имаме апсолутна индикација за царски рез. Да. Си бил во таква ситуација тројка? Да. Да. Или може би повеќе четворка, не знам. Четворка, мислам... 3 бебиња на царски рез, да. Сега Како лекар да прашам сега. Да, доека бев на клиника, тројка да. Да. Тројка да. Сме имале и убаво, не знам. Видите, кога правиме некоја хируршка интервенција и породување... Вие сепак сте тој првиот на царскиот рез, кога нели ќе го фатите детето, вие буквално сте заедно со акушерките кои што тој нов живот на некој начин. Вака, искрено тоа сакав да ви кажам, немаме многу време како лекари од тој момент да размислуваме. Не емотивниот останува во нас, ама мора да размислуваш на многу работи. Прво гледаш инстинктивно, правиш проценка бебето како ти, правиш проценка како ти е мајката, правиш проценка на карварење, па правиш проценка нешто што би можело да се случи, контролира ситуација. И го нема. Знаеш кога е најубавиот момент за нас лекарите, барем за мене, кога ќе помина 2 часа, родилката е добра или царскиот рез поминал како што треба, после 2-3 часа се е убаво, си одиш дома и знаеш дека е се безбедно и убаво. Меѓутоа во тие моменти ретко кога, барем јас, ретко кога нели го имаш тој наплив на емоции, се ние сме нели фини, насмејани, сите тие работи не смееме да покажеме некоја несигурност пред пациентите да не ги испаничиме, меѓутоа тој емотивниот дел го ставиме малку во позадина. Затоа што има многу други работи кои ќе контролираме. Много ме интересира колку бебиња има породено до сега Маџунко. Не знам, искрено не знам. Требаше да ги брои. Требаше да ги брои. Во првите 5 години имате некоја статистика? Ги броевме, мислам секој лекар ги брои потоа. Си мислев и го видов првото интервју, ама тоа за крај. Имам уште 2 прашања во однос на породувањето. Те заинтересира. Не. Ова очекував ти како жена да ги прашаш. Дали помага вежбите на родилките до самиот процес? Значи има некои вежби кои што ги треба да ги... Па зошто ми се смееш за филмовите кога праша? Па тоа е тоа. Вежбаат на ти... Па добро, дали за филмовите? Дали доктор Маџунков на XY вели дека убаво е да се вежба, вакви вежби, дека убаво е да се плива нонстоп до 9, не знам, сега не сум ги неколку. Апсолутно. Јас, моите пациентки од старт, значи имаме цела програма, сум извадил, мада секоја пациентка може да најде по месец и по триместар кои вежби се дозволени, јас апсолутно ги стимулирам. Единствено правило кај мене важи дека ако кажам дека не сме да прави никаква физичка активност, тогаш не сме, апсолутно имаме мирување. До тогаш секоја пациентка ја стимулираме, им кажуваме во прв триместар кои вежби се дозволени, втор триместар, трет триместар и физичката активност
Имаме пациентки кои што никогаш, например, не биле физички активни, не сакат теретани, не сакат спортски активности. Меѓутоа, пешачењето е најосновната работа која што ги стимулирам да го прават секој ден. Многу помага. Прво, во тек на бременоста да тие нелагодности и тегоби што ги има една трудница да се олеснат, а породувањето ни го прави многу поедноставно и свативме. Значи дека треба пешачење и тежење. Многу. Имаме пациенти кои што многу пациентки кои што одат во теретана. Имаме вежби со одредена тежина и сите тие. Браво. Породување во вода. Не извини, вака... Тоа тренд? Не знам, го имам слушнато дека во Битола не знам, трескам. Да, го имаме кај нас во Битола. Вака, породувањето... Колеститолно ли што е? Кога станува збор за обезболување на мајката, да и ги олеснеме тие природни болки кои што почнуваат, имаме многу начини. Значи имаме фармаколошки, нефармаколошки пристап, тоест користиме лекарства, не користиме лекарства, и меѓу природните начини за обезболување е дејството на топлата вода. И од тука дојде пред неколку години тој момент на природно породување во вода. Имаше еден момент кога западните земји тоа го прифаќа, некои од нив ретки се веќе продолжија, меѓутоа заради што да искрено јас немам искуство со породување го има, меѓутоа единствената причина зашто тоа се прави е за да можеме на мајката да ги олесниме болките и да има малце попријатно да се чувствува кога ќе почнат тие породилни контракции и болки. А зашто не го поставила прашање си го запишала? Ајде Кои се сега, размислувањето за помене. ВБАЦ, вагинално породување по царски рез? А ти си го напишала ова? Тоа го споменав. Имаш прашање, многу ме интересира, го гледам во првиот подкаст. А на почетокот како беше, јас ништо не си прашувам, Па, тоа не е прашувам, моја шо? тема, ама сега ти легна, после 30 минута му легнува подкастот. Јас по интерес на... Во интерес на граѓаните на... Како полека? Кафтар ги леколко. Или во интерес на татковците е тоа, да не се мачат. Оти кога има царски рез мајката, после... Се уште се мислам... Чекај да си докажам. Кога има царски рез, после теретот е на таткото. Повеќе да ја гледа. Ама нека се здрави живи баба и мама, така да... Кажи во интерес на татковците уште што ќе прашаш. Не. Вака размислувам во ситуација дали би се одлучил да бидам начинот на породување. Добро, Ти како татко? Да. Мислам сега да се вратам вака. Се вратам, не сум сигурен дали ќе би посекал да... Знаеш, кога бевме на клиника, тоа беше периодот пред короната, имаше еден проект кој што од западните, од скандинавските држави кои што го носеа, во кој што пробувавме во секое родилиште да го вклучиме татковците и да биде природното породување наједноставно што може. За жал, дојде короната и сите тие работи. Меѓутоа, присуството на таткото во родилна сала за мене сметам дека е значајно, многу. Апел до сите татковци. Апел до сите, да не се плашат, да отидат во таа сала, да бидат, да се чувствуваат со жената. Во реалност, во јавниот сектор, мислам се уште дозволено ли? Не е дозволено. Беше моментот дали е дозволено или не. Како тоа, например? Нема тука некое строго правило дозволено. Тоа зависи од институцијата, од желбата, од можностите на одделението во кој зашто таткото треба соодветно да го припремаш. Ако нема институцијата соодветни услови, тогаш нема зошто да се дискутира на тие. И најчесто во такви институции се одбива. Меѓутоа, места каде што има услови и убаво е да присуствува и таткото. Да. А се напаѓа таткото да биде таму? Се напаѓа ли таткото ако се поради? Па дали се напаѓа таткото да биде внатре? Има попус, ако е таткото. Види, докторе, интересна тема така. За крај, сакам бидејќи втор пат, ама и го... Само мајките некако меѓу нив си го разговараат тој процес на пораѓај како што, меѓутоа јавно не се зборува, некако
табуте. Не знам дали е табу, ама срамно е да зборуваат за тоа. Не се отворени. Да, не разговарат. Имаме многу теми кај нас за кои што ама затоа тука да почне. И сега за тоа што сме овде би сакала да те прашам. Ајде уште ќе прашам. Не, ова е лично веќе сега. Првото породување природа. Доктор Маџунков. Како ти беше? Како? Не знам, 2 дена не спиев. Искрено ти кажа, тоа беше во специјална болница за гинекологија и акушерија во Чаир. Јас бев некаде на специализација првите месеци од специализацијата и ме оставија да дежурам. Имаме лекар специализант, треба да покриваш цела вечер, да не спиеш одделот за породување, дојде второродка и искрено многу бев среќен дека го породив. Прво сам бев, не викнав специјалист, постар лекар, меѓутоа имав искусна акушерка до мене. Затоа на сите сакам да им кажам колку е битно присуството на акушерките, да не се плашат мајките кои ќе видат дека само акушерката е таму. Они се значаен дел во процесот на породување и не мора толку да се паничи ако лекарот не е присутен. Така да, породување бев многу среќен. Го памтам уште, го памтам и првиот царски рез. Зашто ми викаш 2 дена некако не може? Возбуден бев. А пред да одем? Да би сега пред бил на специализација, односно на специализација дежурен бил. Тоа е, немаш сакал да дојде пациент, кај го правиш породувањето, меѓутоа нели ќе завршува дежурството и сите тие работи и кој ќе сватиш дека си направил првата интервенција, дека поминало се убаво, не си побарал помош од постар колега и сите тие работи. Акушерката били докторе, имаме за пораѓај, како те алармира дека ќе мора да се пораѓа некоја личност. Види, јас имав не, никогаш на тоа. Меѓутоа, знаеш како јас имав среќа да работам со многу искусни акушерки од кои што многу учев. Јас на сите кажувам дека во однос на работата на родилна сала најголем дел од знаењето го имам од искусните акушерки. И тие во ниеден момент не покажаа дека јас сум неискусен. Туку го водеа раѓањето, породувањето, како јас да го водам, како јас да сум тој што го прави, а тие позадина ја контролира целата историја. И тоа е таа нашата работа. Точно. Тоа е таа тимска работа во нашата професија и посебно во акушеријата. Да, имам и уште едно прашање излезе и сега морам да го поставам. Нека ја ги разговарате си, нема проблем. А зошто нема акушер? Има и за ова требаше да ти како жена да не ти интересира акушер. Не ми даваш, ама не даваш да прашам. Што ти беќе при крај беше со разговор. Имаме и нели имав чест среќа да работам. Тоа е дечко кој што моментално работи на клиника за гинекологија. Тој е мислам првиот и единствениот акушер во Македонија. За жал не работи во родилна сала. И тоа е жалното кај нас, кога станува збор, нели, кога станува збор за понекогаш размислувам, кога станува збор за дискриминација, да. Имаме кај мажите сериозно, например, тој беше многу амбициозен. Ја сакаше работата во родилна сала, меѓутоа заради тој процес, знаете како, го избегнува него да... Не, уопште не му дадува можност да работи. Таму треба акушерка. Да, таму треба акушерка и сите знаат како, например, ќе оди ќе те пораѓа акушер. А ако е доктор е во ред. Така да има и нели ги стимулирам сите кои што сакат да се занимаваат со таа професија без разлика машко женско да продолжи. За жал акушери, сестри акушерки се помалку имаме и смеровите за едукација за учење се помалку и помалку ги имам, меѓутоа машки акушери имам. Се надевам дека ќе работи. Тоа што не сакале не работи. 10-15 години наназад повторно специјалист гинеколог? Да. Благодарам. Докторе, те благодарам и јас навистина мислам убав разговор си направивме, посебно вториот дел од подкастот. Ајде да кажам колегата некако тие прашањата од кај ги извади се нешто му текнува. Јас се извинувам, што се вака. Фала ти колега, фала ти колега. Нека биде тоа. Не сум бил во породилна сала. Па за тоа да биде интересиран.
види тоа кај мене како некако се стегнав во еден момент, морам да се признам, јас родив 2 деца природно и морам да дадам, еве јас како жена, која си има породено природно, апел до сите жени дека е преубаво чувство. Точно. Мислам дека треба секоја жена да сака, доколку има можност да го доживее тоа, затоа што тоа чувство е неописливо. Тоа никој не може на друг начин ниту да ти го опише, ниту да го доживее кога детето ќе го земеш на сопствените гради, неописиво чувство е. Јас се надевам дека секоја една жена која што нели е бремена или планира да остане бремена или да оформуваат семејство, може да те побара во Мартини поликлиника. Вие сте отворени и за консултација и за разговор. Би сакал ли да дадеш за крај еден совет? Прво да После се заблагодарам. разговор. Да ви се заблагодарам за И овака иска да се како реклама, ако сакате безболно се провите, доктор Маджунков, Мартин. реклама. Не, за совет и консултација. Не е проблем, тука сме не. Прво да ви се заблагодарам за можноста пак да бидам ваш гостин. Меѓутоа, секоја пациентка може во секое време да ме побара, не мора нити за преглед или за се во однос на и едукација и за совет, за било што им стојам на сите на располагање, посебно доколку сакаат нешто или имат прашања, недоумици за било што околу спонтаното породување. Така да во секое време. Така. Ти благодарам, докторе, се надевам дека ќе се видиме во некоја следна сезона повторно со некоја нова интересна тема. Доктор Маджунков, благодарност и од моје име. Очекувам повеќе во одредени моменти, мислам вака политички ми настапуваше со одговорите, ама добро, во секој случај беше стручен. Сте нешто, не ти беше јасно. Да. Едноставно што да ви кажам, многу успех во вашата кариера и останете на слобод да отворено разговарате со сите родилки барем за овој процес, бидејќи колку и да викаме дека отворено зборуваме, сепак се уште ни фали едукација по одделни прашања и во оваа област. Така. Мери, ти благодарам на тебе што се одлучи да разговараме на оваа тема. Како жена, нели? Така. Не ми беше лесно, ама еве, мора некој да го направи првиот чекор во јавноста и да се лесно разговара. за породување, царски рез и природно породување овде да зборам. Ама ти легна темата, видиш што прашање излегува. Да, ме интересираше дали има акушер. Поздрав, се гледаме наредната емисија.